Власта силна само на зборови, но како да е немоќна пред Охридскиот советник на Дуј Нефи Усеини, откако никој не може да му сруши дивоградбата, Усеини вчера го нападнал и натепал професорот на Универзитетот на Југоисточна Европа Илјас Илјази, оти тој повикал екипи од водовод да отстранат див приклучок на водоводната мрежа, каде е поврзана зградата, чиј председател на куќниот совет е токму Илјази, проблем поради кој станарите немале вода. Каже, јас сум советник од Нефи, ти имаш со мене работа, ќе те убием. Тој другиот до него нападна да ме удира, тој буквално на албански рече немој ти да го удираш, ја ќе го удирам, мене ништо не ми може никој овде да ми направи и почна да ми удира. Целата работа беше околу 7 минути влечење удирање. Последиците денеска малку ги осеќам веќе. За овој случај реагираше и опозицијата. Од ВМРО ДПМН тврдат дека Усеини добива заштита од истражните органи. И по ваквото сведоштво и по пишувањето на медиумите, Нефи Усеини е се уште на слобода. Јавното обвинителство, а и полицијата го штитат. Усеини е оставен да дивее низ Охрид и да ги плаши граѓаните. Ова не е прв пат Усеини да нападне човек и да ја загрозува безбедноста на граѓаните. Ова е трет напад на Усеини во рок од 4 месеци. Претходно тој нападна и инспектор од општина Охрид, па и советник од Совет. Илјази случајот го пријавил во полиција, а од МВР потврдија дека Нефи Усеини бил повикан во полициска станица на информативен разговор и ќе биде поднесена соодветна пријава против него. Премиерот Зоран Заев денеска пред медиумите, запрашен околу овој инцидент со советникот на Дуј, кажа дека законите важат за сите еднакво, без разлика за кого станува збор, но барем досега во случајот со Усеини се сведува само на празни ветувања.